Преку едукација до намалена дискриминација е темата на работилницата која денеска се одржа во Битола во организација на Македонското здружение на млади правници и невладината организација Баирска светлина. Ова е 16-та работилница која Здруженијето на млади правници организира во земјава, се со цел младите луѓе да научат што е дискриминација, кои се механизмите за заштита и што можат да превземат кога ќе бидат дискриминирани. Ова ни е веќе 16-та работилница на тема дискриминација и целта на оваа работилница е заедно со Баирска светлина да им го доловиме феноменот на дискриминација на граѓаните, да им ги кажеме расположливите механизми, односно механизмите за заштита од дискриминација кои им стојат на располагање и што тие може да превземат во ситуација кога ќе се соочат со вакво дискриминаторско однесување. Генерално луѓето се соочуваат со многу дискриминација, особено би можел да ги издвоам ромите како една од историски најдискриминираната група. Се соочуваат со дискриминација во секоја област од секојдневното живење, почнувајќи од седнување во кафуле, па се до образование, здравствена заштита, вработување и така натаму. Невработеноста, дискриминацијата и непристапноста до здравствените услуги се дел од проблемите со кои се соочуваат денес ромите во Битола, вели Узурџин Медик, активист во невладината организација Баирска светлина. Најголем проблем е тоа што има голема сегрегација во основното училиште Ѓурги Сугарев. Исто така морам да напоменам дека имаме многу голем проблем со прекршување на правата при избор на матичен гинеколог, затоа што жените ромки не можат да регистрираат матичен гинеколог и доколку имаат регистрирано матичен гинеколог, нивните прегледи се неплатени. Ваквите работилници се организираат со цел да се поттикне свеста кај ромското население, но и институциите да станат свесни дека има некој што ќе ги заштитува правата на ромите, велат организаторите на настанот.